Национална стратегија, што е случај во Република Македонија, тука е донесена и втората национална стратегија за семејното насилство и секако опрска на локалната самоуправа да се вклучи во решавање на овој проблем. Се има вклучено доста локалната самоуправа? Да, секако веќе изминатите неколку години во континуитет, јас како председател на невладина организација семпер учествувам во реализација на неколку проекти насловени секако со најразлични пораки, примамливи за пошироката јавност и во овој случај би сакала да кажам дека неопходна е поддршка на SOS линија за жртви од семејно насилство, која изминатата година делумно беше поддржана и од локалната самоуправа. На темата е суштинска, тема на која што ја обрнавме и во годинава што измина сериозно внимание под мотото насилството е немо и скоро победува. Значи, едноставно бројките кои билат дека од 122 жртви на семејно насилство во текот на 2012 година, дури 107 се од женски пол. Значи, тоа ви зборува и за оправданоста на ваквите активности и за се што треба и политички да се презема платформа и како акција во таа. Семејното насилство не е нова измислица, тоа се појавува низ повеќе епохи во повеќе време, меѓутоа и современиот живот практично не е имун на ова семејно насилство, така наречено, односно на жртвите кои што практично се жртви на семејното насилство. Вечера сум навистина благодарен на председателката на Унија на жени и на членките на Унија на жени на ВМРО-ДПМН и на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН за тоа што организирате на навистина многу интересна трибина на која што по нивна покана сум присутен. Именно всушност ова е и темата. А Општина Битола ги поддржува сите проекти на невладините организации кои што се внесуваат на оваа тема, конкретно невладината организација Семпер, знаете дека тука е предничи со голем број на активности. Мислам дека следната заедничка активност што треба да ја направиме е да се формира едно координативно тело на ниво на локалната самоуправа, кое што практично ќе биде координирано или ќе координира активности кои што ќе подигнат свеста меѓу граѓаните, односно ќе изнаоѓаат начини и форми за спречување на така нареченото семејно насилство. Мислам дека е значајна и важна тема, затоа што современиот свет и современиот начин на живење, практично динамичниот начин на живење, големиот број информации, некојаш критички, некојаш некритички, влијаат врз луѓето и мислам дека таквиот начин на живење на некој начин понекогаш се обидува и да ги наруши цврстите семејни релации или односи. Во таа смисла, седам дека ова многу значајно и се надевам дека оваа трибина која што е организација на Унијата на жени на ВМРО-ДПМН ќе придонесе исто така како и дел други проекти за зголемување практично на свеста кај населението, кај луѓето кои што имаат своји семејства формирано, едноставно вниманието да се заврти кон трајните вредности практично на семејството, кон трајните вредности на партнерите, нивните деца, иднината и така натаму, се со цел исто така да може да се насочат кон креативниот дел на животот. Значи да се изнаоѓаат начини за екзистенција, за афирмација, за едукација, усовршување професионално и сето она што значи практично позитивната страна на животот. Се разбира дека онаму каде што веќе тоа е регистрирано и постои, апсолутно дека треба да се преземат конкретни законски казнени мерки, санкции и така натаму. Во секој случај мислиме дека е важна тема, централна тема и во таа смисла нашето присуство овде мислам дека е веќе задолжителна тема која што навистина не треба да се потцени и да се заборави или едноставно да се тргне настрана со комуниката. Јас го повикувам началникот на ресорот. Поведемо. Добро вечер на сите. Благодарност до Унијата на жени на ВМРО-ДПМН за организацијата на оваа трибина. Многу значајна тема, мислам дека една тема која што не може да не заобиколи во современиот начин на живење. Значи, благодарност за организацијата и за похвалба за добрата организација. Општина Битола оваа тема веќе на некој начин максимално ја поддржува, посебно преку невладините организации. Со зала имаме одлична соработка, Семпер, значи тие имаат повеќе проекти. И како што гледам и вечерва,
максимално посетеноста е од женски род. Дали тоа значи дека семејното насилство најдобро и најчесто се врши од правец кон машките кон женските, не знам. Но во секој случај знам дека има и обратни примери, но не го знам процент. Почитувани присутни, во периодот кој што следи пред нас, мислам дека имаме една многу интересна, важна можност и одлука, а тоа е да се одлучиме како понатаму ќе се справуваме со сите сегменти на общественото живење. Ова е еден сегмент кој што е многу значаен. Семејно насилство, нешто што не ги одминало и минатите режими, минатите епохи, нешто што на кое што ниту современиот живот не е отворен. Значи, семејното насилство го има насекаде, и во развиените земји, и во посиромашните земји, го има во Република Македонија, го има и во нашата општина. Во секој случај, тука сме да дадеме централно значење, важно значење на оваа тема, затоа што на тој начин сме убедени дека работиме на подигнување на свеста кај едните и кај другите, кај оние кои што практично го вршат семејното насилство, односно и кај жртвите кои што се жртви пак на ваков начин на однесување. Во секој случај последиците се секогаш непосакувани, несакани, бидејќи секој семејното насилство завршува со некаква жртва, кој што често пати покрај физичкиот однос или лош однос кон партнерот се рефлектираат на семејството воопшто. Значи, тука се вклучени децата, и родителите на родителите, така натаму. Тема која што е важна и за која што сме убедени дека со максимално залагање и поддршка на невладините организации, со максимална наша поддршка од локалната самоуправа, цениме дека ќе донесуваме за подобрување на амбиентот за живење практично во општината, односно меѓу сите оние кои што веќе имаат фигурирана седмица. Само кратко, бидејќи подоцна претпоставувам не ќе имаме време многу да разговараме, но бидејќи имаме и други обврски. Сакам да кажам дека следниот чекор на локалната самоуправа веројатно ќе биде формирање на едно координативно тело, локално координативно тело, кое што практично ќе ги координира сите активности, сите програми кои што ќе се однесуваат практично за заштита на луѓето, односно исклучување на психичкото е на целта на ваквото насилство е заплашување и да се добие моќ и контрола над жртвата и ова насилство го уништува здравјето и личноста на жртвата. Сексуалното се вклучува физичкото, психичкото и сексуалното насилство се однесува како вознемирување, сексуална злоупотреба, инцест и